Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ телевизија. Ја следите втората епизода од емисијата Кој што како. Музички амбасадори на Кавадарци и Македонија, а се уште се основци, а тие снимаат 2 песни и видеоспотови за истите. Таа е на возраст од 8 години од Кавадарци, доста успешна и со нејзините настапи како на регионално, така и на меѓународно ниво. Заедно со нејзиниот поголем брат Никола, кој свири на кларинет, настапуваат како тандем танини на фестивали, домашни и странски. Последно настапуваа на интернационален фестивал Чаробна фрула 2018 во Загреб, како единствени представници од Македонија и се вратија со задоволително 3-то место. Талија е талентирана музички образовна, свири пијано и има учествувано на многу надпревари, хуманитарни концерти и фестивали како балерина. Обожавателка е на музичката македонска звезда Каролина Гочева и значи како второто македонско девојче, амбасадор на град Кавадарци и на Република Македонија. Нејзиниот поголем брат Никола има 11 години, свири на кларинет и во музичкото училиште во Кавадарци. За оваа година им предстојат многу настапи, снимања, фестивали и надпревари.
Млад и надежен трубач од Кавадарци го сними својот прв инструментал, тоест модерна музика. Младиот и надежен трубач Илија Мицев од Кавадарци, кој е успешен од мали нозе, со својот инструмент труба го реализира својот проект кој го прави посебно задоволен. Снима инструментал, тоест модерна музика, Латино Балкан, со мала помош од исто така успешниот музичар Александар Ѓорџиев од Кавадарци. Идејата на Илија Мицев стана реалност и си го реализира својот прв проект, за кој што тој вели не го држеше место додека не испадне секако што треба. Латино Балкан е прекрасен забавен проект кој што се состои, се разбира, од главната улога труба и споредни улоги, хармоника, тапани и клавиатура. Мицев својата кариера ја започна уште во основно училиште во музичкото училиште во Кавадарци и досега, до прва година музичка академија, има учествувано на безброј настапи, надпревари и фестивали во земјава и странство.
разни украси и икони со плитка резба. Изработува кавадарчанецот Горан Караѓорѓев, но не за продажба, туку за подароци на своите пријатели од странство. Со плитка рачна резба и најчесто со парена бука, Горан Караѓорѓев од Кавадарци изработува дрвени украси и икони. Разни украси со мотив Македонија, кој во слободно време ги изработува, но не за продажба, туку за спомен од Македонија, со нејзина знаменитост, на негови колеги кои доаѓаат од различни земји ширум светот. Тој е вработен во Министерството за внатрешни работи, подрачна единица Кавадарци. Хобито Горан го негува околу 20 години, но активно речиси 3 години како што дополнува тој, исклучиво за подароци. Украсите се изработени најчесто од дрво од орев, а материјалите ги набавува од фабрика за преработка на дрво. Иконите се последни со кои што почнал да го потполнува своето слободно време, но како што вели тој, иконите ги изработува само по потреба, а украсите се почести. Денес се празнува празникот Богојавление Водици. Да се потсетиме кој беше среќниот фаќач на Светиот крст изминатата година во реката Луда Мара. Снимките се од архива на телевизијата. Денес се празнува празникот Водици или Богојавление, денот на кој според христијанското предание Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Во продолжение ве потсетуваме кој беше среќниот фаќач на Светиот крст изминатата година во Кавадарци, кој се бореше за него во реките на Луда Мара. Прилогот го емитуваме од архивирани вести.
Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Премудро Отче, благослови. Христос вистинскиот Бог наш, кој заради нас и нашето спасение се крсти во Јордан од Јована, помолите на неговата пречиста мајка и на сите свети да не помилува и спаси, зашто е благ и човеколюбив. Молитва ми, Свјати Отец наш и Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј ме. Evo ti momče. Плетварски Глигор. 35. Дали за прв пат? За прв пат, да. Што посетувате? Мир, среќа, љубов, здравје на сите, цела општина. Тоа беше се што подготвивме во оваа втора емисија Кој што како. Се надевам го задржавме вашето внимание. Ви благодарам и имајте пријатни мигови со нашата програма.